Ја пречекаа со букет цвеќе и црвен тепех, а ја испратија со празно ветување и надеж дека до декември е можно бугарите да влезат во уставот. Како ниту фон дер Лајен, ниту Ковачевски не објаснија. Ако се има предвид дека ВМРО ДПМН со поддршка од мнозинството на народот останува на својот став дека нема да гласа за уставни измени. Веројатно и затоа шефицата на Европската комисија воопшто и не се сретна со Христијан Мицкоски. Посредбите со Ковачевски и Пендаровски, таа само го повтори тоа што дипломатите не го кажуваат веќе цела година, дека без бугари во устав нема Европска унија. И ние се стремиме да ги отвориме преговорите на кластерот основи оваа година. И знам дека можеме да го направиме тоа. Свесна сум секако за тековната работа во врска со измените на уставот. Првите чекори веќе се преземени во собранието, а тоа се добри вести. А сега се надевам дека сите партии, сите страни ќе искористат оваа можност да се придвижат напред. Урсула фон дер Лајен не одговори конкретно на прашањето дали е возможно Македонија да добие безусловни преговори од страна на Европската унија, односно процесот на уставни измени да биде решаван во текот на преговорите, очекување кое го изрази Мицкоски 2 дена пред нејзината посета на Скопје. За разлика од силниот притисок за уставни измени, фон дер Лајен само по пат зборуваше за неопходните реформи во правосудството и борбата против корупцијата, а воопшто не ги спомна скандалозните измени во кривичниот законник и злоупотребата на европското знаменце. Иако не може да го исполни тоа што и го вети на ЕУ со прифаќање на францускиот предлог, Ковачевски е оптимист дека до 2030 година ќе влеземе во Европската унија. Секако дека ни останува уште многу работа, за тоа сме свесни, но јас често велам, со напорна работа нема недостижна цел. Верувам дека оваа земја и нашите граѓани можат многу повеќе и подобро и дека ќе направат се за својата европска иднина. За европската иднина на денешните, меѓутоа и на идните генерации. И затоа сум уверен дека членството во Европската унија до 2030 година е амбициозна, но остварлива цел. На Северна Македонија е потребна интеграција, а не изолација каква што гледавме во минатото. На средбите се разговараше и за планот за раст на Западен Балкан во вредност од 30 милиарди евра, кој предвидува макроекономска поддршка за регионалниот пазар, со што ќе се зголеми БДП на Западен Балкан за 10%, поддршка за реформите во бизнис средината, јавната администрација, јавните финансии и реформите во судството.